И еве се враќаме со содржините од денешниот дневник. Како што реков, 4. јули е празник на Соединетите американски држави, која што тие го празнуваат или го одбележуваат денот на нивната независност. 1776 година е донесена декларацијата за независност на Соединетите американски држави, каде што вториот конгрес ја прифатил и одредил дека 13 колонии ќе бидат независна држава. Долги години се водело, не долги години, туку неколку години се водела расправа околу тоа кој ќе биде обликот, и денес тоа е најмокната држава на светот. На истиот денешен ден, само 100 години потоа, Француската Трета република им ја подарува познатата статуа на слободата. Нејзиниот помал лик е пред Ейфеловата кула во Париз, а големата ја знаете на островот во влезот на Њујорк. И вреди да се одбележи овој ден затоа што е синоним за промена на светот. Како денес тоа ќе биде, не знам, веројатно ќе имаме некој нов либерализам или некој ново посоцијално општество, иако од овој либерализмот и овие слободите за кои што од 90-та година зборуваме малку нешто видовме. Се надевам дека универзалната декларација ќе продолжи уште многу години да живее, барем како пример на универзалното тежнение на луѓето за равноправност и за поголема општествена и социјална правда. Еве го првиот прилог. Првиот прилог на Ерис телевизија е помалку и симптоматични. Прво ќе го прочитам делот во воведот, па ќе го кажем и мојот коментар. Тоа и заслужува, нели? Авионска бомба која пред 5 дена ископана при градични работи со багер во индустријски оддел на Штип не се дислоцира. Експертите пиротехничари забележуваат дека станува збор за проектил кој има раздорна мок до 1 километар, а доколку се активираат парчиња од неја, би летали и до 3 километри. Надлежни за дислокација на бомбата се Дирекцијата за заштита и спасување, а отому признава дека станува збор за специфична бомба, а во консултации со Министерство за внатрешни работи и одбрана се води сметка како да се изврши дислокација на овој експлозивен елемент. Овде има специфична бомба. Веројатно бомба